Игор Ангеловски е и вечерва со нас по, не знам, 5-6 пат ова лето, затоа што работнички реди успеси помина 3 круга во Лигата Европа и еве сме сега во плейофот, каде што за противник работнички го има Рубин од Казань, влогот голем, пласман во групата во ова надпреварување. Ангеловски, добро дојдовте во вестите на Канал 5. Се е зад нас, и Трабзон, и Флора, и Јелгава, заборавено е се. Сега влогот е огромен. Македонија чека прв пат наша екипа да се пласира во групна фаза во едно големо надпреварување. Утре Рубин доаѓа во Скопје. Најпрво добро вечер до гледачите на Канал 5. Како што кажавте, тоа е една убава историја. И Трабзон, и Јелгава, и Флора. Утре ни предстои еден прв меч, значи од овој двомеч во плейофот, една шанса каде што до сега никој не успеал да се пласира во таа групна фаза. Ние можам да ветам дека ќе дадеме се од себе и последниот атом од силите ќе го извадиме, борба за секоја топка, за секоја педа од теренот, за да извадиме што подоволен резултат и да ни се зголемат шансите да реваншот и за да бидеме ние тие што ќе се пласираме во таа групна фаза. Малку во детали. Прво за тимот на работнички. Хендикеп, тројца, многу значени фудбалери утре нема да може да настапат против еден силен тим како што е Рубин, кој игра таа руска препознатлива школа со многу снага. Па добро, нормално за клуб како што сме ние, кој нема огромен број на квалитетни фудбалери, секој недостаток е хендикеп. Меѓутоа не сум по природа, значи некој што се жали, што плаче, едноставно верувам во мојот тим што утре ќе излезе на Филип II, верувам во нивните квалитети и мислам дека се кадарни за една добра игра и за еден добар резултат. По жребот во Нион имаше доволно време да се анализира противникот. Предпоставувам дека е гледан, дека е скаутиран. Рубин не игра добро на почетокот во руското првенство. Одигра, да речеме, сомнително и против Штурм, против австрискиот противник. Вашите оценки околу нивната сила во овој момент? Добро, без разлика што нема добри резултати, сепак тоа е квалитетен противник. Значи во нивните редови играат фудбалери како Кара Денис, како Оздоев, како Билјатединов, значи тоа се фудбалери од светска класа кои играат и играле во големи клубови за големи репрезентации, така да тоа е едно огромно искуство што е акумулирано кај нив. Мислам дека добро ги анализиравме, мислам дека имаме доволно информации за противникот, но јас како и пред секој надпревар најбитно е мојот тим. Значи најбитно е како ние ќе влеземе, како ние ќе одиграме на овој надпревар. Ако го дадеме максимумот, ако бидеме на она наше препознатливо ниво, мислам дека имаме шанси за позитивен резултат. Знам дека е излитено позитивен резултат или најчестото поставено прашање кој резултат да би задоволил. Меѓутоа еве сепак на крајот, што е тоа што би било добро за како гостување, како залиха, како кредит за работнички од овој надпревар на гостувањето во Казан? Видете, ова е двомеч, значи ова е плейоф на Лига Европа, така да има 180 минути. Не можеме со сигурност да кажеме кој резултат би бил доволен или недоволен за реваншот во Казан. Јас со било каква победа би бил задоволен, едноставно со предност да патуваме во Казан за да едноставно притисокот биде на нивна страна, а тогаш работнички е уште поопасен. Така да мислам дека доколку оствариме било каква предност на утрешниот надпревар, шансите ќе се зголемат за конечен пласман. Ангеловски, благодарам за учеството во вестите на Канал 5 и уште еднаш еве овој пат посакувам многу среќа и добар резултат утре против Рубин. Ви благодарам и на вас и се надевам дека утре и ќе имаме една огромна поддршка од гледалиштето, со еден огромен број на публика, затоа што на вакви надпревари тоа знае да биде и пресудно.